Македонка е синоним на ориенталниот танц. Светски позната Елена Волкановска. Таа е млада, убава и харизматична македонка која ја претвори својата љубов кон ориенталниот танц во животна мисија. Таа не танцува само со телото, таа танцува со душата. Елена, ти си единствената од Балканот интернационална инструкторка за овој танц, но и основач на една од најпосветените и најпрофесионални школи за ориентален танц на Балканот Студио Ориентал, а твојата посветеност и умешност придонесуваат за подигање на свеста и популарноста на овој уметнички жанр кај младите. Елена, добро вечер. Имам прво прашање за тебе. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам за прибавата најава. Ја одно прашање. Да. Тоа е вистината, да. Благодарам за убавите зборови пред се, морам да кажам, воодушевена сум. Драго ми. Ми интересира како е нели ти си првата македонка кај нас, веќе светски позната, повеќето нели знаат, како е нели да се сепак да си биде сопственик на еден ваков танц. Јас танцот многу прашање ми постави сега, затоа што јас танцот буквално си го присвојувам, дека си е мој. Ако ништо ми е туѓо, јас не можам да го изнесам и да го произнесам. Јас сум таква во се во животот. Близнак сум во хороскоп. Јас морам работите или дупло да ги проверам или дупло да ги направам. И морам да ги направам до крај. Или не ги правам воопшто. Така да, што се однесува на танцот, чувството е непроценливо да се биде дел од една светска култура, затоа што чувството е непроценливо, но исто така и голем терет и товар за мене, затоа што секој што го гледа со поинакви очи овој танц и што ги знае деталите околу танцот, знае повеќе и подетални работи за танцот и знае дека овој танц носи товар затоа што ние всушност не представуваме само нешто убаво за око, туку носиме товар на една цела култура, на еден цел народ. Нешто што трае илјадници години, значи уште од предновото време, предновата ера, значи жените се собирале на ритуални танци. Да, кога потекнуваат овие танци? Зато јас како што имам податок и истражувано ориенталните танци што ги гледавме, што ги споменувавме, потекнуваат од Египет. Мене ми се тие омилени, египетските танци ми се омилени. Инаку имаме танци од либански танци, ираки танци, различни други фолклорни танци или од други држави танци. Имаме сега и руски танци, украински танци од секаде, затоа што веќе тоа почнува интернационално да се шири, што особено ми е драго, инаку да не беше така, немаше да можам ни јас да бидам дел од тоа светско. Тоа е светско наследство. Јас сум, како да кажам, среќна што можам да се наречам член на тоа светско наследство. И да на некој начин си го присвојам. Дека можам да го изнесам и да го произнесам за луѓето тоа да го видат и да го доживеат онака како што треба. Елена, на гледачите сакам да им дообјасниме, бидејќи кај нас нели на друг начин го гледат овој танц, по-едукативно. И зошто е тоа така? Кај нас го гледаат поинаку затоа што ние го немаме тоа во нашата култура пред се. Во нашата култура жените никогаш не танцувале на таков начин. Ние немаме во нашите потези, ние немаме такви танци ниту во средниот век, ниту во нашата, ниту поназад години низ годините, во нашата фолклорна музика ние немаме такви движења и едноставно не се навикнати. Постојат девојки што пробуваат. Да, бидејќи не се едуцирани доволно, дали поради тие девојки некои што играат по кафеани, по кафулња што ги гледаме? Зашто тебе не те гледаме по тие кафичи. Јас ќе кажам нешто, што е нешто многу важно сите да го знаат, особено македонската јавност, и во светот веќе ова се знае, но кај нас не се знае. Па малку да го објаснам, затоа што да се разграничи таа перцепција. Убаво е да нешто сакаш. Убаво и да нешто сакаш, но да си самоук не е убаво. Може би имаш талент, но талентот треба да се доработи, да се посетуваат работилници. Значи тие девојки кај тебе не биле? Не, не биле кај мене. Нормално. Како реагираш кога гледаш? Вака ќе кажам, дека ти го рушат, накратко, едноставно ти си инструктор,
Интернационален ден идеш низ свет патуваш, не ти иритира тој момент? Ме иритира. Буквално ме иритира. Јас, ева, ќе кажам дека се тоа... Кога некој го руши имиджот. Вака, јас не зборувавме за категориите во танцот. Толку многу категории има, кај нас постојат во Македонија само две. Ромска и кафанска. За жал. Така да сега... Во кратко. Многу убаво, кратко и јасно. Да. Кај нас има само две категории. Тоа за жал е така. Јас би сакала, еве, тие девојки што сака да се занимаваат со оваа уметност и што велат дека се занимаваат со оваа уметност, да вложат малку во себе, да одат малку по Европа, да си вложат во својата кариера. Колку вложуваш, толку и добиваш за возврат. Јас не сум го постигнала овој успех кој што го имам постигнато, што за мене е се уште мал, за мене има уште многу голем пат кој што планирам и намеравам да го одам. Нели, сепак си 35 годишна, си уште си млада, така така е. да имаш... Но имам многу луѓе запознато, најважните имиња во светскиот ориентален танц ги имам запознато, пријатели сме. Имам посетено, значи, преку илјадници работилници, преку илјадници сертификати, учество на секакви надпревари. Тоа е се искуство. Што сакаш да им кажеш? Сакам да им кажеш на твоите колешки, да ги наречам, во... Колешки, јас не би ги нарекла, дека ми се... Еве, дај им пример, значи. Зошто го прават така? Пример? Да им дадам пример како не треба или? Да, како не треба. Веројатно, Зошто ќе те гледаат? девојките тоа го гледат од призма на краткорочна заработка на пари. Можам тоа така да го наречам. Например, јас, нели, како што кажав, кога танцуваш, ти носиш на твојот грб цела култура. Ти тоа, например, не знам, нашите, што ги споменаме, што играат овде кај нас, може и во Србија, и во Бугарија, и во нашиве, затоа што обично настапувам единствено од Балканот сум јас каде што одам по европските фестивали и египетски фестивали, ги нема ни околните наши држави. Тоа е затоа што тие го гледаат тоа на краткорочна заработка. Да, како од денес за утре. И као еве сакам да сум мамо танчерка и од утре ќе играм. Едноставно. Немам што да им порачам. Мислам дека треба да престанат да се нарекуваат... Прифатила кај тебе во твоето... Секако би ги прифатила, Да доколку сакаат би ги прифатила. Прво, и да ги едуцирам, едукативно да им пристапам како е, што ги очекува, што треба да знаат, како тоа треба да го поднесат, па да видат после дали имаат желба. И од основите да се почне секако. Во танцувањето, дали е дозволено допир? Не, строго е забрането секакво допирање. Дозволено е само гледање, затоа што сепак зборуваме за арапски танци. Кај арапите е строго забрането допирање на една жена. Ние зборуваме од една култура која што еволуирала со текот на времето, каде што овие танци што ние сега ги танцуваме, односно јас што ги танцувам, се танцувале само меѓу жени. Сега во голден ера времето, кога Холивуд доаѓа на местото во Египет 1940 години, кога класичните филмови се стапуваат во игра и кога се оние класични оркестри, ансамбли, оние песни кои што јас ги коментирав дека сакам да ги играм, кои ми се едни од омилените категории од овој танц, од тогаш наваму работите почнуваат да се менуваат. Веќе таа женска уметност е достапна за машките очи, но само за машките очи, за машките допири не. Сега, јас не можам да коментирам кој што прави и како прави, но уметност како уметност е само за да се гледа и да се ужива, а сега има и една изрека. Танцот, твоето тело женско, е инструмент на музиката која што треба да ја представиш. Музиката добива приказна преку твојот танц. Луѓето приказната треба да ја почувствуваат преку твоите движења што претходно ги имаш научено или слушнато преку некој инструмент. И сега треба да знаеш со какви финеси да не пробудиш вулгаритет
во тугите погледи и во тугите Што повеќето го прават тоа, затоа. така е мисли, намерно Затоа те прашав или дали сме ненамерно, точно, но ние, нели, јас повторно ќе кажам, ние не може и покрај ова, јас се што го знам, јас не можам да делувам на окото на наблюдувачот како тој тоа ќе го свати Како или те доживува, така. Нормално. Но целта не е таа. Целта е сосема културолошка, така е. Сигурно си имала некој немил настан, што се почувствувал, нели, неудобно, несигурно, си имала? Кога почнував, затоа што имав од типот на коментари или од типот нема да имаш дечко, не можеш да имаш дечко, не можеш да се омажиш, нема да имаш деца. Имало моменти кога ќе сум имала некој настап. Кој го зборало тоа дека не можеш да имаш дечко или деца, мислам? Па, Пријатели, блиски твои? Така е, блиски, Како го подалечни, доживуваше тоа на тебе? Одрекла, казала моабет или било како. Македонија, Скопје е мала си се доаѓа Те до болело? нашето ува. Ме болело, да. Ме болело дури кога дури ми се случувало и кога играм да ми течат солзи. Но љубовта према она што го работам и она што одлучив да ми е животна мисија и животна моја приказна е посилна од се. И сега повеќе солзите кај мене не се. Сега повеќе солзите нека бидат кај нив, кога ќе ги гледат моите успеси, па нека плачат они. Да кажам така. Дур си била на настап, си имала некој неубав момент? Не, затоа што јас бирам каде настапувам. Обично настапувам секаде по елитни места и пред се Се бирам... заработува добро, така? Се заработува, да. Може да се живее. Секако. И доколку инвестираш во себе, да одиш низ Европа, да танцуваш, како што и кажав, по фестивали, како што и погледнавме, се заработува секако. Секаде е подобро се заработува од Македонија. Колку костими вкупно имаш дома? Гледав едно баш интересно видео на Инстаграм излезе. Еден рил беше краток, облечи нешто најлуксузно вечерва. И девојката вади еден фустан, друг фустан и вика бели денсер. Вадиш шлјокици, вакви шлјокици, ова тежи тоа. Јас имам преку 70-80 костими дома. А примерно Во дома, во кола. Се возиш со тебе, интересно. Така, да. Многу костими имам, да. А реквизити, имаш реквизити? Имаш реквизити? Имам. Сакам да не го носат, само имам уште едно прашање, бидејќи разбрав дека пишуваш книга, сакам тоа да ми го говориш. Јас сум уметник од дете. Инаку по Каква е книгата? Така да ви кажам накратко за мене. Јас сум многу едноставна личност. По струка сум економист. Во душа сум сонувач. По професија сум артист. Во духот сум поет. Тоа е Елена. Една едноставна, комплицирана, кој како сака нека се го свати. Пишувам од дете. Од дете ме влечела мистиката. Пишувам поезија. Мојата прва книга што е спремна за издавање се вика Гол живот. Веќе ја почнав и втората книга. Значи, твој живот приказна е тоа, така? Дали од мои ситуации, дали од некои други, дали од некои мои замислени форми на постоење, дали од некои туги доживувања, значи тоа е... Кога планираш да ја издадеш? Наскоро се надам во наредните 2-3. Да, готова е. Се надам во промоцијата ќе биде во наредните 2-3 месеци, а пушав да ја пишувам. Се смислила каде? Ќе ја испромовираш? Сакам да ја испромовирам во галерија. Имам замисла место слики да бидат стихови. Нели како што во галерија каде што се изложени слики, да бидат изложени слики, но со стихови од моите поеми. Тоа ми е замислата и мислам дека ќе биде баш интересно, исто така автентично. Јас се што е автентично го сакам и се што е автентично си го сакам да си го присвојам за себе. Интересно се. И втората книга пушав да ја пишувам. И втора имаш? Точно, тоа пушав да кажам, таа се вика Безнадежност. Таа е веќе до пола готова. Така да веќе кога јас реков близнак сум, нешто кога ќе почнам, нема прекинување. Каква што сум во поезијата, таква сум и во танцот.
една песна за да ја изиграм, јас морам да ја преведам. Да знам што сакал некој да кажеш тоа што го пишувал. Каква емоција да допринесам. Не може некој да плаче, а јас да се смеам додека играм. Или не може да пее за нешто среќно, а јас да имам тажен изглед, емотивен изглед. Не можеш да глумиш. А и на жалост и во животот мора да глумиме понекогаш. Елена, за оние што не знаат, нели има неколку категории на ориентални танци. Сакам да ни ги дообјасниш, бидејќи во текот на целата емисија ќе имаме видеа каде што ќе бидат искоментирани. Пред тоа, кажи ни ги сите категории. Вака, има точно дека се повеќе категории на танц. Драго ми е тоа што го знаеш. Повеќето не го знаат. Треба да го научат. Особено девојките што сакаат да се занимаваат со танц или веќе се занимаваат, но за жал го брукаат. Има категорија ориентал. Во категорија ориентал спаја класик, една од моите омилени категории. А класик е оно што го споменав од Golden Era времето. 60-те, 70-те, таков тип на музика која што се изведува во оркестри, енсамбли и така натаму на концерти. Лирични песни, каде што се само текстуални, поп песни и тарабука. Втора категорија на танц е фолклорот. Тука спаѓаат сите фолклорни танци на арапскиот свет. Дапке, каде што нели видео ќе имаат прилика гледачите да видат едно видео каде што јас сум обличена како машко, тоа е дапке танц, кој да го поздравам мојот мастер тичер од Бразил Игор Джагоев. При тоа ќе му, иако не разбирам македонски, ќе му го пратам видеова. Со него учев 3 месеци, дапке, ираки танц што го играат во Ирак, калиджи танц, палестинско дапке, и го имаме трета категорија на танци, фјужн танци. Фјужнот е мешавина од се ова, микс од се ова. Може да се уклучи, значи, не ја споменав во фолклор категоријата, балади категоријата или модерно шаби. Тој е побавен танц, така? Така, балади е всушност душата на Египет. Балада, значи, танцот на народот, тоа е преводот. Жените со илјадници години го танцувале тој. Класикот доаѓа од после. Прво е балади танцот. Балади не го има значењето како кај нас балада дека е побавно, туку балада танц на народот, односно народните жени што се играле по дома. Значи кога се собирале сами, кога се имаат некои покрупни движења, ќе ви демонстрирам неколку подоцна. Ќе пробаме, да. Да. И модерната верзија од балади е шаби, односно како што ние имаме сега, например, во Македонија некои си делови, нели, некоја поп музика, па некоја поп фолк варијанта, па нешто е ова, некоја како балади шаби варијанта, како поп фолк варијанта некоја. И таа се танцува како малку послободно, по фристайл, по уличен стил, додека кај баладито има многу правила каде што луѓето треба да се држат. Сега кај фјужнот е се ова микс и се користат различни реквизити. Елена, сега ќе погледнеме во позадина во видеото, значи неколку твои светски настапи каде што си играла, нели? И да ги прокоментираме. Може се, како јас си кажеш, гордо ја представувам нашата држава. Еве ова е првото видео, каде е ова, во која држава е? Ова е во Франција, на минатогодишниот 11-то издание на Ориентал Маратон фестивал, кој што се одржа на Азурниот брег од Франција. Ова е... Која музика вам интересира? Ова е категорија Ориентал, под категорија Межанца. Разликата во межанцето од класичниот танц е тоа што межанцето почнува малку со како некој вовет има малку и после има тарабука како што можете да слушнете и некој малку повесел дел од песната. Временски колку трае еден танц вака? На сите светски фестивали на гала вечерите може да трае малку подолго, инаку 3 минути се најмногу. Ова ми е... Ова каде? Тоа ми беше претходно еден од подрагите настапи, инаку и ова ми е исто многу драг настап, каде што никој не очекуваше, јас се спуштив во публика доле, еве сега гледачите. Ги изненади, значи. Точно. Костимов ми е од Египет, еден од моите поомилени, во Атина. На Рак Сатенс фестивалот, организиран од Делена Дахабеја.
на низина лична покана бев таму, на гала вечерта, со уметници од целиот свет, ке погледнеме веројатно и некои од сликите. Ова е колку интересно. Така, ова е... Каде? Ова е традиционален танц кој што се танцува повеќе од 2500 години во Египет со канделабри или свикник на главата, каде што танцувале жените за плодност. Значи за Добро, тоа после ќе ми го кажеш. Ова каде? Ова е интересно исто. Ова е во Франција, ова е организаторката на фестивалот во Франција, а до неа што играше најголемиот уметник, најголемиот инструктор Тито Сейф на светот. Значи за сите категории на танц. Ова е на градскиот площад во Скопје, исто со свикникот кој што тежи 10 килограми. 10 килограми тежи. 10 килограми, да, ова е на концертот во град Скопје, на концертот на Кан Маскар, нашиот турски пејач. Еве повторно Латиновот. едно видео од Рак Сатанс фестивалот. Ова е класична, ова е ориентал класична категорија. Пример, оваа музика, во моментов што ја слушаат гледачите и ние, се изведува во оркестри, ансамбли, значи ширум светот. И оваа музика мораш да ја чувствуваш и да живееш за да ја играш. Мораш да ја носиш тежината на еден народ, на културата што тој народ ја направил, односно да изиграш, да представиш нешто што тие без зборови го искомпонирале, а го плачеле. А ти мораш тоа така да го представиш, значи ти си вториот инструмент, најважниот инструмент, бели денсерот е најважниот инструмент на една музика. Во класичната музика, како што слушате, најупотребени инструменти се виолината, канунот, флейтата. Интересно. И едноставно инструментите кои што плачат, сакам јас да ги наречам. Што убав збор кажеш. И класичниот танц бара многу грациозност. Значи, ова е микс направено, ова е веќе ремикс од табла, тарабука. Тешко е да се сам во кој играшете така, нели, од класика и најнаш кој има ремикс. Во друга категорија? Да се координираш во друга категорија. Кога ги знаеш категориите сите, ништо не е тешко. А се учи, и се учи со посета и со работа и со посета на светски фестивали со светски инструктори. Ништо не се учи само уко дома. Така е, да. И тоа да отиде во некој погрешен правец. Тука, овој костим многу го сакам, од Египет, и некој костимов тежи 3 килограми, јас цело време мислев дека ќе ми падне, баш сум послабичка, мислев ќе ми падне надолу. Колку кило имаш? Јас имам 56, овој таман 3 килограми, таман да ми падне надолу. Оваа песна е многу популарна во арапскиот свет, а и сите ја знаеме, нели, оваа песна. Еве Шик Шек Шок. Мислам не пусти на светот што никој не ја знае. Популарна Шик Шек Шок. Да, Шик Шек Шок. Ова е краткиот ремикс на Шик Шек Шок. Инаку Шик Шек Шок спаѓа во категоријата на фолклорни танци во балада стил. Иначе балада и класик ми се мене омилените подкатегории, каде што движењата во овој танц се Поблаги? Поуземјени. Значи повеќе се балада доле. Точно, е доле. Значи тоа е танцот на народот. Балада значи фолклорен танц, танцот на народот, односно така танцувале жените народно. После ќе ви кажам. Може. Ќе ви покажам разлика. Ова е исто во Франција на Ориентал Маратон фестивал. Ова јас правев еден интересен микс. Боливот Ориентал е иначе песнава. Кореографијата ми ја правеше Ојасми Верма од Индија, кореографка, со преку, мислам дека преку 100 милиони следбеници на низиниот Инстаграм профил, онлайн кореографија. Ја правим, ми требаше многу време да ја научам. И овие некои движења што се
да бидам во ритамот едноставно на движењата, Затоа затоа што многу време, колку време ски ти требаше да ги научиш? една кореографија 3 месеци ми одзема време да ја научам перфектно за да можам да излезам да ја изиграм и кога спијам. Значи да станам и буквално да станам и да знам кој чекор каде ми е. Инаку ја одбрав затоа што ова беше на како што кажа на Ориентал Маратон фестивал на завршната вечер на галата, на Open Stage гала Closing Night. И ова е микс од Боливуд со тарабука на крај, односно со познатиот Артем Узунов, ако се сеќавате, или ако затоа написа Дум Дум Тек, Дум Дум Тек. Да. Сега ќе слушате? Ова е многу интересно. Се е ова техника, усогласени движења, баланс на телото и производ на многу труд, љубов, верба во себе и најважното од се е љубов и сакање во она што се работи и што се прави. Затоа што талентот е мал, но љубовта е голема и труд треба многу во се што се прави во животот. Ова беше индискиот дел од песната што мене ми беше малку тежок, инаку не знам како ќе го изведам. Овдека веќе бев свесна Чим си дека насмејана добро. Да, овој момент кога се насмеав овде веќе бев свесна дека готово, помина тешкото. Дека иде. Сега може малку да се насмееш еден и да се опуштиш. Косимов е исто. Тука шиен кај нас. Еве Артем Узунов. Ова е движење кај наше се вика струја или познато ни светот како шими. Шими движења. Подоцна може да ги прокоментираме со колена, со колкови, различни движења на во движење шими, во стоење шими, на прсте. И сега овдека знам дека веќе ја завршува и бев нормално многу среќна што се заврши. Добра изведба. Се гледам, мислам дека по мене дека сум тука поопуштена по мојата изведба. Ова година се доби. Ова веројатно е ова е на автор партито во Франција, ова е Шерон, организаторката на тој фестивал. Добра. Ова е дел од како изгледаат нашите автор парти кога одиме на тие фестивали, што се многу интересни, си замислете сите танчерки од целиот свет, тоа се различни култури споени во едно, односно различни националности дојдени за иста љубов. Тоа е многу убаво. Ова е мојата омилена класична песна, Баед Анак се вика. Што значи тоа? Не можам без тебе да спијам. Го нагласи, затоа те прашувам. Тоа така. Ова е во Србија, на Шехерезад 1001 ноќ фестивал што се одржа оваа година. Во оваа класична изведба, како што претходно ви нагласив, тука движењата се пограциозни, поелегантни, на прсти, по така како да објаснам, полни себе, поинаку е. Ќе ви објаснам после детално. Ова е мојата соработка со грчкиот популарен пејач, мојот омилен од старата генерација, Димитриос Хрисохоидис. Повеќе соработки имам со него на негови живи свирки, жива музика. Тој има многу албуми за себе, многу успешен пејач, многу познати негови песни. Спремна си кога некој вака во живо кога пее да бидеш со него во секогаш. Јас се стапувам со бендот на Кан Масхари на Кутука. А инаку со бенд во живо ми е најлесно кога настапам отколку на матрица, затоа што бендот во живо ти го чувствуваш него, тие те чувствуваат тебе. Тоа е многу полесно. А ке почетничките девојки што учат, на нив им е полесно извежбано нешто, па само да го повторат. Додека мене импровизацијата ми е нешто што повеќе ми лежи и ми иде така во карактерот. Затоа што нешто кога го знаеш, танцуваш веќе со срцето, не танцуваш со смислени однапред
чекоре. Јас нели пред малку напоменав дека работев со кореографка од Индија. Многу ми беше потешко кога ги учев низините чекоре, отколку кога имав кореографии што си ги создадов сама со себе. Тогаш сватев дека можам, дека Елена успеа и дека може. Ова е во соло. Како? Кога се сака се може. Така. Ова е друг кадар од истото видео, претпоставувам. Да, публиката навистина не очекуваше дека ќе се симнам долу. Никој не очекуваше. Оваа е песна сите танчерки на изведувачки на ориентален танц, артистки, што ја сакам да ги наречам. Терминот танчерка не ми е баш многу така по кеф. Ние сме артисти и артистки. Затоа што терминот танчер или танчерка ми е многу категоризиран некако, а кога ќе кажете артист, тоа е веќе на повисоко ниво. И мислам дека заслужуваме, барем ние што се трудиме толку многу да успееме и ние што градиме интернационална кариера, заслужуваме да се нарекуваме артисти покрај толкова знаење и покрај толку вложеност. Ова фотографија, девојката која е до тебе? Ова е фестивалот во Србија, Шеһерзад 1001 ноќ. Ова е организаторката на фестивалот. Тука е предпочетокот на гала вечерта. Се одржа во Чачак, беше преубаво. Интернационален фестивал беше, повторно бев само јас од Македонија. Повикана, или можеби само јас имам храброст, не знам што е работа. Тие контакти како доаѓаат, нели, да те канат? Инаку Белли Денс комјунити е многу големо, најголемото Белли Денс комјунити во светот. И веќе кога ќе влезеш во тие води, веќе е се лесно сите се запознаваш со многу девојки интернационални. Ова девојка? Еве, например, ова е на фестивалот во Франција, Карла Крисел. Инаку незината песна е онаа која што играв во Франција, Межанцето, што ви кажав преска што играв. Карла Крисел Powerful Межанце може да ја најдете на YouTube ако им се допаѓа да ја снимнат. Ова е во Франција со мојот многу драг колега, инаку светски артист, мастер тичер Оскар Флорес, повеќе кратен шампион во светот со неговата специјалност играње со два вела. Игра се буквално. Два вела? Два вела затоа што во танцот се употребуваат и одредени реквизити. Јас имам донесено неки тука, ќе ви покажам после. Ова е после фестивалот во Франција, во Стокхолм, во Шведска. Толку се веќе почна да се бунам. Ова е организаторката од Шведска. Бевме на фестивалот Дива Дарина. Дива Дарина се вика фестивалот, инаку Дива Дарина е сама по себе артист во повеќе категории исто така. Таа се одржува сама по себе фестивал. Овде сме имав чест да бидеме заедно на групна кореографија, каде што настапивме заедно на иста сцена со неа. Ова беше воркшоп работилница од 3 дена. И ова беше последната вечер, каде што сите требаше така да бидеме облечени малку поразлично. Фармиршиња и топче. Да, по-кежуал, за да се покажат малку по-интересно движењата, малку по-интересно да биде. Ова ми е многу интересно. Да, ова е правец, мислам, категорија од танцот која што јас ја открив. Не имам видено оваа категорија. Ова е фолклорна категорија, пред малку што ги коментиравме. Дапке. Арабик дапке. Инаку дапкето често пати се споредува со палестинско дапке, најпознатото име нивното, или либанско дапке. Овој настап, кажи ми само каде? Овој настап е во Грција. Во Грција. Ова е во бекстејдж, веројатно. Да, ова е во бекстејдж. Кога со мојот мастер тичер, като мислам со кој што учев 3 месеци, една песна од 3 минути, 3 месеци учевме движења онлайн, може да замислите колку е тоа тешко. Тешко. И ова да сум сликана во бекстејдж за да види дали добро го имам наместено тоа на главата. Турбанче, така? Да, така е турбанче. И марама.
Овде сум баш Lebanese Dabke girl, фолклор. Ова е во Шведска со мојот драг колега музичар на Тарабука. Тој беше на фестивалот во Стокхолм, главниот тарабукаш на фестивалот. И инаку по потекло од Египет, живее во Шведска. И исто така глумец, артист, музичар и така, мој драг пријател. Ова е соорганизаторката во Франција на Ориентал маратон фестивалот, Шерон, со која што многу се зближивме. Оваа година ви кажав дека ме покани повторно да бидам дел од нејзиниот фестивал. 12-то издание, мене ми е чест на вистина, да. Да бидете поканета по втор пат, тоа е на вистина голема чест. Затоа што некој не добива ни прва прилика. И веќе кога ќе почнете, нели, важно е да се почне. Секој почеток е тежок. И нормално И овој ти е драг, се гледа. Овој ми е драг, ова е танчар, го записал во Шведска на фестивалот на Дива Дарина фестивалот. Од Сирија, живее во Финска, инаку негова категорија танци е ираки танц. Прекрасен танчар е, долга коса има. И пријатели сме, си комуницираме, си пуштаме видеа, јас го прашам за мислења за одредени некои нивни танци, затоа што нели они веќе си ги знаат, тоа им е во крвта на нив. Тие си ги знаат која мелодија да ја слушаат, си знаат како да ја изиграат. Ова е Карла Крисел, пред малку мислам дека ја скоментиравме, јас се играв незината песна Powerful Межанце by Карла Крисел на фестивалот во Франција. Исто, моја драга пријателка, значи се запознавме и ми остана драга пријателка. Требаше сега заедно да одиме на фестивал Шобаш во Дубај од 2 до 8, но се откажа преди ситуацијава. Костимов, кажи би, ме интересира каде изработен, овој интересен доста. Костимов, се гледа дека не е изработено тука. Да, како школки изгледаат градникот. Костимов е од Египет, го добив на подарок. Двата костима, овој и веројатно ќе видим уште еден со кој што настапа во Грција, ги добив на подарок кога бев во Франција на Колку треба да се изработи, дали мислам си поразговарала со креаторите нели на овие, дека гледам има многу ситни детали, цркунче по цркунче. Јас се скоментирав на видеото дека еден костим тежи 3 килограми. Значи, да се заработи. Јас зборувам за креатори и дизајнери што се за ориентални специализирани, да. Точно. Не кај нас. Ова кај нас не може да се изработи. Прво ги немаме тие камења, го немаме тој фат, како да кажем, занаед го немаме тој занаед кај нас. Инаку, споменав сега, требаше да идеме на фестивал во Дубај, Шобаш, исто на покана на мој драг пријател, него го викаат Хишам Осман се вика, него го викаат Кристијан Диор во светот на дизајнерите за бели ден с костимите. А инаку интересен факт е дека како што се менува модата вака секојдневно кај жените, нели? Сега е во тренд оваа боја, вакви чебли, онакви чебли, во тренд е ваква коса, така и во бели ден светот. Ако било во мода пред 2 години некој модел на костим, сега веќе не е во мода. Еве, баш ме интересира за оној костим каде што си облечена, нели, делно како маж. Со трува, ме интересира моментот кај раката, тука тоа ми изгледаше како амајлија некој или што е тоа? Не. Тоа се вика мадраџа и тоа го носиш како се врти вака околу прстите. Зошто? И се игра како што играме ние едноора со марамче, а ние играме со тоа. Значи го држиш, цело време играш, после го вадиш, го пушташ од тука и целата кореографија трае додека го вртиш тоа. Што и да правиш со целото, какви движења да правиш, нанапред, лево, десно, го вртиш горе, доле, од земја го маваш. Значи тоа е баш машко ора. Дапкето и тие фолклорни, да речем на тој начин, што се како ора, се повеќе машки ора, а се повеќе ги изведуваат и жени, затоа што се менува светот. Имаме многу интернационални артистки кои што секоја категорија ја мешаат со секоја. И тоа мене особено ме радува, затоа што веќе имаме пристап до се. Може да научиме се што сакаме. Сега немаме веќе каде што се само жени или каде што се само мажи. Еве видовте и фотографии дел од моите колеги што и тие со самите танчери, мастер танчери што подобро ја тацуваат и од жени во
женските категории зборувам. Значи нема веќе машки и женски категории. А во розовијата костюм гледам дека тој е по-емотивен, сврзан со Костимот? Да. Костимот ми е така, розовиот костим ми е драг поради бојата и поради видеото на кое што танцувам повторно мојата омилена песна Бај, да, на предходно видеото што го гледавме и во Србија и ова сега што нели може да го видат гледачите. Некако сум врзана за таа песна, па и костимите што ги носам кога танцувам на таа песна ми се особено драги. Некако јас кога танцувам на некоја песна, прва преведувам, мора да знам зашто се пее. Има многу танчерки во светот. Не секоја останува запаметена, не секоја остава белак, не секоја заработува. Мора да оставиш белак. Кај мене тоа е емоцијата. Јас ја давам безизмерно. Значи, јас имам страни каде што ме споделуваат и мои објави што споделуваат со милиони и милиони следбеници, каде што самите ми ги репостираат постовите. И често пати добивам коментари од нив feelings girl. Емотивно. Така. Мене ми е тоа заштитниот знак. Во нашето студио ти донесе неколку реквизити каде што ќе бидат представени на јавноста. Прво сакам да го видиме свекникот, каде што го видов во видеото. Бекстејдж, ајде може да го донесеш. Ова е оној за плодност ти напомена, така? Да. Свекникот, иначе танцот на канделабра се нарекува, направен од ковано железо, тежи околу 10 килограми. Иначе поврзан со обред. Зашто има некоја приказна, мистична приказна поврзана со овој свекник, сакам и тоа да ја објасниш, така. Точно. Се што поврзано со Египет е некако мистично. Нели и танциве некако не ти делуваат мистично? Преубави се. Се е некако мистично околу танциве. И доза на сексипил има, тоа ми се допаѓа. Доза на сексипил умерена и наша емисија така денес во таков дух, така ја чувствувам јас. После кога ќе ги пробаме сите реквизити, интересно како и да. Кажи ми, само приказната ме интересира. Иначе танцот со свекникот со канделабрата е стар некаде 2500 години, каде што жените се нарекувал пустински танц, каде што жените сами се собирале и играле за плодност. Значи тоа било обред за плодност. Значи како во така, во круг и правеле обред како за плодност. Значи за мажената, што треба да се мажи девојката и станувала и го носела на глава без да ја падне, да држи баланс со свеки, нормално, 8 или 10 свеки се ставаат, за да може да држи баланс, за да ги привлечат нели тие боговите, мистичните сили, да може да завремени. Замисли ке тебе да сега девојка да сега ти кажеш Елена, дали ке тебе дај го тега свекникот да пробаме. Јас го имам пробано многу пати, кај мене не е таа среќа. Ама значи не си била во круг, играш сама, затоа. Да. До тоа ке. Да. Инаку После ќе го пробаме, ќе им покажеме нели некој. Да, свекникот е во моментов дел од светското наследство на танци и односно она што се играше како обреден танц на времето, сега се употребува на широко на фестивали широм светот во различни категории на танц. Додека играш со свеки, не си имала никој изгоретини сепак? Да, имало моменти каде што косата ми си изгорна, затоа кога се става свекникот, се става марама, за да заштитиш косата. Јас неколку пати ја немав заштитено и косата ми изгоре. Но тоа гори како восок. Од свеќата како восок. Некои од нив, ако во затворен простор доколку го задуваат овој танц вакво свекник, употребуваат вештачки свеки. Но јас не сакам вештачки свеки, сегогаш ставам вистински затоа што сакам автентичност, кажам и ефектност. Тоа е тоа. Ова свеки тргнаме на страна. Знам дека е тежак. Упс, извини. Преубаво изгледа, многу е. Сега сакам другиот дел. Што ќе не донесеш? Сега може да го видиме во фолклорната категорија, заборавив пред малку да го споменам, саиди танцот. Саиди стапот за играње или танцувачкиот стап. Кај нас изгледа како бастун, секој што би го видел кај нас би рекол
Шобарова со Бастумов, например. Ова е Саиди стап, танцувачки стап или Асија. Обично е танц кој што го играат мажите во фолклорна категорија. Но бидејќи сега зборуваме за онаа фјужен категорија каде што се мешаат тие категории, јас може да бидам облечена и во костим за ориентален танц, а не заборев да споменам и пред малку дека секоја категорија си има и посебна облека. Да, не те прашав тоа. Да. Не е секој пат дводелен костим, значи ке балади танци се позатворени костими, едноделни, позатворени затоа што се тие пак народни танци и така натаму. Но кога сме веќе ке фолклорниот танци, ке фјужен категоријата, ова може да се меша и со било која категорија. Например, видовме на сликите еден од мастер тичерите најдобар на свет, Тито Сейф, тој игра со 15 стапа, каде што ги држи на ноза, глава, раце, држи баланс, при тоа игра со нив, значи тоа е нешто чудо невидувачки. И претежно го изведуваат мажи, значи околу глава, околу тело, до тело, значи машки стил, баланс на нога, на гради, на стомак, на глава, веќе споменав, држење, значи и сето тоа дава нели некој ефект, но и малку фолклористично движење. Сакам да прашам еден танц дали може да биде одигран во сите музики? Во сите категории, во сите стилови? Да, во сите категории. Може, иако не би било точно кога си на надпревар тоа да го направиш така, инаку може. Например, кај класичниот танц жената е пограциозна. Најгој тоа третото, ајде. Да ги видиме и крилата што ги донесов. И таму има уште едни многу интересни се. Да. Ова се Исис крилата. Верувам дека повеќето од луѓето Исис крилата им се познати затоа што мислам дека ги имаат гледано Исис крилата или крилата на божицата Исис, египетската богиња. Значи тоа се исто влезна кореографија со крилата, многу интересно. Ќе ги пробаме и после, се ставаат вака, се шира, тоа изгледа баш многу убава како пеперутка. Многу интересно. И овие две ми се интересни лепези. И ова се лепези што ги донесов. Исто ова лепезите се едни од моите поомилени. Затоа што колку едноставно изгледаат, толку и тешко да се игра со нив. Затоа што се доаѓа во танцот од лактот. Не можам јас вака да ги... Значи, многу се грациозни. Значи, грациозни се. Значи, јас ги движам нив, не ме движат тие мене. Јас движам се, танцот не ме движи мене, јас го движам. Ти ги координираш, да? Јас го движам танцот, јас го движам телото, јас движам се. Затоа и сите девојки кои што сакаат да научат танц, убаво е да ги знаат основите и потоа да се одлучат која категорија сакаат. Инаку, може да се изигра секоја категорија, можеш, Агнеса, да пробаш. Исто сакам да те прашам. Како е? Како е интересно, лелеаво, дали девојките ефектно можат од овој танц да си го оформат телото како твоето? Нормално дека можат. Телото има, значи во овој танц особен бенефит има здравствената состојба. Значи спиналниот дел, затоа што имаме посебно држење на телото. Имаме посебни мускули на стомакот. Инаку, бели денсот, танцот на стомакот се вика затоа што и тоа има приказна. Жените го играле само за полесно поредување. Затоа што ние жените имаме тука 5, јас не го знаев тоа, имаме 5 мускулни стомаци за движење. 5. Значи, горен, среден, долен. Долен и ги враќаш нагоре, така е. Или со ро, например. И тоа го прави лисно, че ништо не е за џабе. И тоа прераснало во уметност. Така да има особен... Така да бремени жени, спремете се за 2-3 месеца кај неа. Не, има, значи, допринесува... видете, ова е најженствениот танц на сите времења. Јас тоа
одговорно го тврдам. Ама еви, ја не знаев, значи, ето, вистина може да дојдат кај тебе бремени жени или пред, како што кажа, нели, за ова, некои за оформување на тело. Така, значи секоја Не жена да што биде сака да само- биде пограциозна, зависи кој стил го преферира. Например, допринесува до грациозност, подобар баланс на телото, држење, значи спинално држење мора, значи Да, ставот е битен на жената. ставот е да. битен затоа што ние жените живееме во денешно време како мажи. Па тој е Јас не знам проблемот, каде немаат ишизна женственот, мажите. немаат самодорба, немаат став. И затоа Мажите каде ще знаат да после таа прашам јас. завист од љубомора. Зашто она така била, зашто што ги нема. Па, Кај се? така е, после- Стана жени во душа. Е, така. Сме насмеано, тоа е точно. Значи, допринесува, во денешно време жената имаш работи. Цело време на компјутер, стегната и нема време жената да вежба. А танцот е и забава и вежбање. Допринесува за поголема самодоверба. Како да ти кажам, таа феминин страна Да, ти ја- феминин, да. ти ја буди на фем фатал, на нежна жена, на онаа жена која што е одамна заборавена. Тоа е она што овој танц треба девојките да ги научи или жените, исто Да. старосна граница да кажам дека не постои, телесна килажа исто не постои, така да жени, Секој дами, фатете се пред телевизор сега и почнете да учите основни движења. Сега малце изненадување за гледачите, Елена, нешто ќе ме подучи да видиме што. Например, јас најмногу што сакам да ги учам девојките кои што доаѓаат кај мене и она што е основа на еден танц е држење на една жена. Значи држењето на една жена е со едната нога напред. Ајде. Ајде. Да едната нога напред. А раце со- зашто мора вака? со ногата кон лево, значи став, балетски став, пелвисот кон напред, рамена назад, долу рамена и рацете овде. Да добиеме грациозност. Од тука имаме грациозно Минаваме движење тесно се. на раце, јас ќе се помрдам малку, грациозно движење на раце. Ова е класичниот стил што кажав дека ми е еден Движење. од помилените. Од тука можеме да ги додадеме колкчињата, лево, десно, раце, колкчиња, кругчиња. Тоа кај тебе ќе дојдеме ќе учиме. Кругчиња, да. Кругчиња, мали. Тоа е класичниот стил. И една девојка која е со класичен стил, обично изгледа така. Дама. Сега кога одиме кај баладата, таму има малку поизразени движења. Едната рака не секогаш во коса, затоа што ние сме жени, домаќинки, дома сме, а сакаме да играме слободна жена. Не занима маж, ништо, имаме длабоки движења, колкови, длабоки. Ајде, пробај. Јас Колкот, надвор све колкот. береме тере. Кон надвор, колкот, рака на глава, десна рача. Така е, колкот надвор, внатре, надвор, внатре. Така е тоа. Значи, по изразени, по длабоки движења. Дека ќе тебе полабав устон, кај Така. мене не можам толку да ти го опфатам твојот момент. Да. Инаку кај шаби, стилот, што го споменав дека е шабина, таму играа со се. Све, гради, кукови, гради, раце, нозе, шими. Оно што ми е мене најинтересно е струичката, што само мораш да ја пробаш. Шими. Струја се да проб. Шими. Да не ме мавне струја. Чекај да се потргнам малку. Ајде. Шимито, односно, најбавиот дел од Не. танцата. Точно, од кој тоа шими од колена. Точно. Со раце, браво. Са шими од задник, односно, застани во позиција така. Тресе, да тресеш повеќе задник и онда, еве, го добиваме, например, ова движење. Интересно. Ајде, Пак. да видам. Ајде. Од првиот час што сме Ајде, научили. ајде. Побрзо, значи само забрзано движење. Пака смеа. Сега се ова треба да го правиме со овие реквизити што јас ги донесов. Јас сакам свикне да го пробаме се. Ева, јас ке ти помогнам. Мора прво. Ето, вака.
Мора многу да бидеме внимателни. Да не лета да направиме белјана. Многу треба баланс. Да го држам треба? Треба да го ставиш. Многу е тежок е. Тежак е, стави го скроз. Како ти е удобно. Предниот дел треба до тука да ти дојде. Скроз. Ајде. Скроз, скроз, Е скроз. толку е. Скроз. Скроз, како го чувствуваш, скроз тегни го надолу, треба да да го чувствуваш стабилен. Мислам дека окей, или не? Само секунда, стои. Да ти го пропастам, ке плетне. Не. Така. Ке летне. Може камерата да се види. Ајде. Леле, колку убаво ти стои. Многу убаво ти стои. Да не падне. Но не треба да се мрда главата, треба главата да стои. Ама ти си го знаеш фиксирано. како да си го... Треба баланс на телото. Значи, ете, стои. Само секунда. И не малце понадолу главата. Така. Како го чувствуваш ти? Кога ќе чувствуваш да ги тргнеш рацете, тогаш можеш. Ева. Ета. Ова е многу убаво. Се нема некој тешко. Не. Толку? Пробај малку да. А, не. Пробај малку рацете. Ке ми падне. Рацете? Само. Ке падне. Рацете. Ке падне. Тешко, но е многу убаво. Ефектно Преубаво. и преубаво. Колку си убава со марамава. Само да ја видам. Буквално, не ова е преубав реквизит. Но навистина многу тежок. Тежак е, тежак. Мислам, ти знаеш веќе како, мислам, да си го водиш. Јас прв пат... Чекај да помогнам. Закачи си го микрофончето. Тоа ти беше умилен. Инаку јас со тоа можам да играм без престан 15 минути. Стигнавме до Сейди. И ова е исто, се е со баланс. И ова е, сега имам прстен, не знам колку да не те удрам. Значи, ова е вртењето. Значи, ова, следното вртење е, значи, вака може да се врти. Значи, вака, цело време. Вака, тука, овде да се стави. А и тоа е за баланс? Зашто викаш за горе, дека викаш на Се глава? за баланс, да. Овде да се игра. На другата нога, на колк. Сега ми малку ми е лизгав устанот, нема да ми стои. Инаку, на колк. Да, мора на гола коша, да. Па ја ке ми не се стои. Опа. Јас сум научила исто на Здрава си глава. инструкторка. Инаку ова е Саиди танц, значи се игра исто со нозете. Као за ора, се врти. Околу тело се става. На глава се става. Долу. Маце. Мавни, Кој е мавни. главен? Да. Интересен реквизит, еден од моите исто помилен. После немало мажи. Кога ќе излезам со Бастимов. Сега не знам, после лепезите и свекиникот каже што ти е поинтересно. Ајде, вака, ќе пробам. Од тука навам. Колку убаво лелеава. Така, од горе кон доле. Вака. Кон доле. Напред. Страна. Така, може секако. Може околу. За оној преска, што ја споменав, мојот пријател Оскар Флорес, он игра со вакви два вила и е 10-кратен првенец во светот. Со вилови играње Ти ќе бидеш. и со Исискрила. Имаш ли некој сега умилен реквизит од овие што ги... Свекникот ми е онака, нели, Најграциозен. грациозен, интересен. Се чувствував како кралица, мада Сега ќе се чувствуваш како божица. Божица. Исис. Тоа се крилјата на Исис. Само косата. Исто се многу грациозни. Има тука стапчиња. Така. И Сега можеш како Исис. Слободно. Чекај, жено, ти ми ги стаја, како се држи? Вака. Така. Одната? Да.
Вака се држат од надвор. Од надвор се држат. Вака? Да. Така. И сега слободно само расшири ги. Така камерата да те види убаво кралицата. Божицата нели Божи? Да, така е. Божицата, да. Исис. Вака? Гора, долу, исто, скроз до горе. Горе, Вака? да, доле. Горе, доле са лево, десно. Исто е многу лесно за ракување, но треба само да се научи техника. Инаку, раце болат после 15 на минути. Да, гледам дека овој до работи. Овој до, така е. Мене затоа сум мускулица. Така треба. Не можам да се здебелам. Инаку многу се грациозни. Мене ми се едни од најкористените реквизити. И овие се добри исто. Лепезите. Потсеќа на македонското знаме, наш уште жолта боја фали. Да, јас имам и со жолта. Овие ги донесов по случајност, да. Добро. Значи, сепак свикнико, така? Да. И ова е интересно. Како и да е, се е убаво интересно. Така, не се што е поврзано со овој танц е интересно, мислично и мислам дека уште 3 емисии да имаме, мислам дека би ни било малку да кажеме се што може и што треба да се каже за танцов и за светските уметници и уметности и секој што достигнал и постигнал, се она што и јас го имам достигнато и постигнато, на кое што сум особено горда. И она што е најважно, чаршишките душегрижници не можат да ми влијаат на моите успеси. Односно, не може да ги одземат од мене. А може само да седат, озборуваат И да гледаат. точно или да танцуваат кај што припаѓаат. Секој на своето место. Елена, мислам дека доловивме некој нели мал сегмент од овој прекрасен танц. Сакам да те прашам, интересира твојата креација вечерва што носиш. Интересна. Се допаѓа? Кралска бојава, да. Кралска се ројал, денеска е се некако Ројал, да. така Зрачи, божествено, зрачи, така точно. зрачиме. Креацијава инаку само за 1 час направена од златните раце на Нешат Локи, мојот дизајнер и стилист, многу го поздравувам. Дел од костимите што ги видовме се и негова креација, тој ми ги сработува и секако овој прекрасен фустан го успеа само да го направи за 1 час. За мојата емисија, така? Само за твојата емисија специјално. Тоа ми е чест, Милино. Па инаку и во твојата емисија сите овие едукативни работи и убави работи ги кажав и тоа ми е особена чест што кај една прекрасна дама како тебе имав можност да ги кажам, затоа што ние жените една према друга знаеме да имаме предрасуди, а тоа не треба. Ние треба да се поддржуваме, да се сакаме и да бидеме тука една за друга. Точно така. Особено убавите жени и оние Да за се кои што поддржуваат, така е, да. Пак ќе нагласам, бидејќи ти си една и единствена во Македонија, нели, кај нас што настапуваш стрикно на светски фестивали. Јас имав прилика еднаш да те гледам и ми се допаѓа моментот каде што искача вистина она убава енергија твоја, како што те нарекува сочувства, како беше? Feelings girl. Feelings girl, ето така. Девојката се чувства. И сочувство играш и се. И драго ме, сакам да го достигнеш и врвот, како што ги напомена овие претходници твои нели другари, пријатели што те донесоа нели до овој врв кај нас. Така, голем поздрав и до моите мастер тичери со кои што соработувам. И еден ден и ти да бидеш мастер тичер. Така, јас целам кон тоа, целам само кон повисоко, веќе нема враќање назад, нема веќе солзи, како што рековме, солзите на друго место се останате, сега само успеси, убави работи и се надам дека уште многу пати ќе се гледаме со уште многу поинтересни емисии, па и нешто, можеби, пака во живо да направам некоја кореографија специјално за вас во емисијата. Може. Јас да бидам по не толку не стегнато плече. За да може повеќе шими. Благодарам, чест ми беше задоволство нели што прифати мојата покана да ми гостуваш. Се гледаме во наредна прилика. Да ги поздравам. Чао.